Ристо Пенов по повеќе од една деценија се враќа на политичката сцена. Со 63 гласа за, пратениците го избраа поранешниот градоначалник на Скопје за министер за локална самоуправа. На изборот му претходеше 3-дневна расправа која помина во знакот на жестоки обвинувања и препукувања меѓу власта и опозицијата. Парламентарното мнозинство го представи Пенов како засилување на владиниот кабинет. Опозицијата негодуваше. Човек кој толку долго бил надвор од политичкиот живот не можел да ја подобри структурата на владата. Настапите на представниците на мнозинството беа дека се е окей, уште Ристо Пенов ни фали за министер и сите проблеми ќе ни бидат решени. Или како што ви рекол премиерот, ќе почнеме сега да работиме вредно. Он ќе ни даде енергија и дух. Верувам дека ќе демонстрира посветеност, работа, искрен однос кон сите и чесен пристап кон граѓаните и државата. Веднаш по гласањето Пенов даде свечена изјава дека ќе ги почитува уставот и законите. Ќе го почитувам уставот и законите на Република Северна Македонија. На истата седница владеачкото мнозинство даде виза Фатмир Скендер и Татјана Васик Бозаджиева да станат уставни судии. Власта го истурка планираното и покрај бурните реакции на опозицијата, која ја напушти салата непосредно пред гласањето. ВМРО ДПМН имаше 6 кандидати за уставен судија, но од нив власта не прифати ниту еден. Опозицијата критикуваше дека пратениците од власта работеле неделовнички и без целосно завршена комисиска расправа пристапиле кон гласање на 2 од 3 предлози на власта. За републичкиот обвинител Љубомир Јовески, кој исто така е предлог на владеачкото мнозинство за уставен судија, се уште не е завршена комисиската расправа. Власта уверуваше пак дека нема ништо противуставно и неделовнички во оваа процедура, бидејќи се работело за поединечни расправи и поединечно гласање.